Господин Заев, не Илија Димовски, не Никола Мицевски, не Даниела Рангелова, не Благица Ласовска. Народниот првобранител на Република Македонија, господинот Изет Меджити, овде кажа дека Изет Мемети, се извинувам. Овде кажа дека владата го намалила процентот на прифатени препораки во споредба со претходната влада од тогаш 85 до 90% на сега 70%. Значи оваа влада помалку ги прифаќа препораките од претходната влада, неговите препораки како институција. Второ, човекот или институцијата народен правобранител на оваа говорница кажа дека за 90% се зголемени жалбите на граѓаните од правосудството во Република Македонија во минатата година во споредба со претходна. Народниот правобранител од оваа говорница, господине премиер, кажа дека Управниот суд на Република Македонија, ние си дозволивме тоа и да го толкуваме и во поширока смисла, че Народниот правобранител кажа дека Управниот суд е орган кој постои и работи исклучиво во корист на извршната власт во Република Македонија, а не во корист на граѓаните на Република Македонија. Народниот правобранител господин Заев од оваа говорница, не Илија Димовски, кажа дека во последните 2 години дискриминацијата по основ на партиска припадност и по основ на национална припадност е драстично зголемена. Секако Управниот суд, жалбите од правосудството, ги поздравувам коментарите на јавниот правобранител, кој што транспарентно и јавно збори за нив. Само на тој начин ќе можеме да ги отклониме причините за такви жалби на граѓаните кои што доаѓаат за правосудството. Извештајот вика дека имаме големи напредувања, сериозни чекори, сме понапред дури од земја која што преговара со Европската унија, но сите знаеме дека треба многу што да работиме. Во Управниот суд, додека оваа влада немало никакви кадровски промени досега, има дел од законски промени кои што се случиле. Верувам, како во овој суд, така и во другите судови, ќе имаме поправичност во судовите, поголемо задоволство кај граѓаните заради новите закони кои што овој парламент ги донесе, најголем дел со консензус,